Вести на Канал 8, добро дојдовте. Општина Кочани обезбеди финансиски средства во висина од над 850.000 евра за изградба на патишта во руралното подрачје. Парите се од буџетот на државата, односно од Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој. Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев го потпиша договорот за реализација на проектот за изградба на локален пат од местноста викано Крушка до селото Полаки. Со овој договор Бирото за регионален развој одобри 3 милиони денари за реализација и на втората фаза од изградбата на овој пат со должина од 940 метри. Изградбата на руралната делница представува продолжение на неодамна реализираната прва фаза, кога беа асфалтирани 770 метри. Проект што минатата година се најде на листата проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби за финансирање. Прилив на финансиски средства во општина Кочани ќе има и од Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој. Од таму се одобрени 15 милиони денари за општина Кочани за да се изгради првиот дел од локалниот пат од местноста Крушка до локалитетот Ајдар. Средствата се издвоени од програмата за финансиска подршка на руралниот развој преку мерката за чувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја. Стручните служби од општината информираат дека е изработен проект за изградба на локалниот пат од Крушка до Ајдар, чија должина е околу 2 километри, а во кој се очекува општината да кофинансира со финансиски средства од околу 3 милиони денари. Во наредниот период треба да биде распишан тендерот за изградба на локалниот пат, а по изборот на изведувачот и постигнување на конечната цена ќе биде склучен финален договор со агенцијата. Од општината изразуваат задоволство што годинава се добиени вкупно 53 милиони денари од платежната агенција и од Бирото за регионален развој за нови локални патишта во Кочанско. На овој начин со средства од државата, како и со кофинансирање, ќе се бараат начини да се одговори што е можно повеќе на потребите на жителите од руралниот дел во општината. Во наредниот период се очекува прилив и на други средства за реализација на проекти што ќе придонесе за зачувување на традиционалните вредности во руралните подрачја, истакнуваат од општината. Неодамна Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој одобри 20 милиони денари за поврзување на селата Оризари и градче со Кочани, односно за изградба на околу 500 метри од улицата Енгелсова што води кон Оризари и изградба на 1500 метри на улицата Мишо Арсов кон местноста Пресечена скала. Исто така, со државна финансиска подршка ќе се гради и пристапниот пат од Оризари до манастирот Света Богородица во местноста Добра вода, за што се одобрени 15 милиони денари. Во наредниот период од општина Кочани очекуваат подпишување на договорот за асфалтирање на улици и во 5 села во низинскиот дел на општината. И понатаму во прекине со обраќајот на патниот правец од Кочани кон Делчево поради одронот на карпиот пред една недела. Од Македонија пат најавија дека ќе работат на расчистувањето, а возилата привремено ќе се насочуваат преку регионалниот пат од Виница кон Бигла и обратно. Никој од надлежните институции со сигурност не може да каже кога ќе биде расчистен одронот на карпи на патниот правец од Кочани кон Македонска Каменица, поради што коловозот е затворен 10 дена. На крстосницата кај местноста Превалец кон Виница и Македонска Каменица и понатаму стои известувањето дека патот делумно е затворен за сообраќај. Во официјалното известување од Автомотосојузот пак се вели дека патниот правец целосно е затворен за сообраќај, а сите возила од и кон Каменица и Делчево се пренасочуваат по алтернативни патишта. Расчистувањето на карпите е отежното поради големата количина што е свлечена на коловозот, а минирањето е едно од решенијата за колку толку состојбата да се врати во нормала. Поради бавното расчистување, граѓаните кои имаат потреба секојдневно или почесто во текот на неделата да патуваат на оваа делница, веќе телефонски реагираа и во нашата редакција. При тоа упатија барање за максимално ангажирање на расположивата механизација и на луѓето за да се оспособи барем една лента од коловозот. Во моментот се работи на расчистување на посетниот дел од надвиснатите карпи, додека главното минирање веќе е завршено. Така да денес и утре ќе се заврши со посетните минирања. Вчера исто така се ситно се минираше, да кажеме.
За пуштање ќе биде во текот на наредната недела, се надевам среда, четврток, евентуално петок најкасно ќе биде пуштен патот во сообраќај. Останува уште да се стават заштитните мрежи на косините. Значи, се надеваме дека до наредниот петок ќе биде патот пуштен во сообраќај. Ама би апелирал до возачите да не одат на сила да минат по тој дел на патот, затоа што стварно е ризично. Има надвиснати карпи кои не се стабилни и може да дојде до несакани ситуации и последици. Слечиштето во местноста Саваро, во близина на Истибања, почна да создава проблеми пред околу 2 недели, кога падна помала карпа и создаде одрони. Меѓутоа, до тогаш сообраќајот се одвиваше во еден правец, се до минатиот четврток, кога поголема карпа целосно го затвори патот. За сега сообраќајот се одвива по алтернативни патишта, односно лесните и полулесните возила го користат патниот правец преку селото Бигла на релацијата Виница-Делчево. Тешките товарни возила пак се пренасочуваат од Виница кон селото Смојмирова и по регионалниот пат кон Делчево, соопштуваат од Македонија пат. Толеранција за палење оган на отворено ке нема. За непочитувачите на законот казните ќе бидат високи, велат од територијалната противпожарна единица на Кочани. За првите 6 месеци од годината регистрирани се 200 пожари, од кои поголем дел се на отворен простор, информираат од противпожарната единица. Околу 200 пожари од почетокот на годината, од кои 37 во последните 3 месеци, регистрира територијалната противпожарна единица на Кочани во текот на оваа 2019 година. На поголемиот дел од интервенциите станува збор за пожар на отворен простор, информираат од територијалната противпожарна единица на Кочани, од каде апелираат за совесно однесување на земјоделците. Забрането е палење на оган на отворено, во спротивно следуваат казни. Односно, тоа е новина дека следува казна, иако не биде затечен на лице место, казната ќе стаса на домашна адреса според бројот на парцела. Од наредната недела започнуваме со заеднички контроли во состав од пожарна, полиција, шумска полиција и инспектор заради превентива. Само за споредба, минатата година за цела година територијалната единица на Кочани интервенирала во 330 случаи на пожар, а сега за првите 6 месеци од годинава има 200, што значи дека бројката на пожари е зголемена. Цревните вируси ги нападнаа луѓето. Зголемен број на лица, од кои повеќето деца побарале лекарска помош, бележи итната медицинска помош и детското оделение во Кочанската болница. Лекарите со препораки за заштита од топлото време, но и со совети за заштита од убоди од инсекти. Цревни вируси, зголемен број на лица со проливи, повраќање, висока температура бележи деновиве итната медицинска помош во Кочанската болница. Детското оделение пак полно со деца со истите симптоми, но и со респираторни заболувања. На топлото време лекарите со препораки да се внимава на храната, да не се оставаат отворени јадења за следен пат да се конзумираат, да не се подгрева јадењето и да не се чува долго во фрижидер, да се внимава на сладоледите, кремовите, паштетите и слична храна осетлива на високи температури и да се пијат повеќе течности. Свежа храна, овоше, зеленчук, да не внесуваат конзервирана храна, повеќе течни супи. Доктор Стаменкова додаде дека во сезоната на годишни одмори пак, освен на сончевите зраци, треба да се внимава и на инсектите. Треба веднаш да се реагира, прво да се даде антихистаминик во домашни условија, ако не да продолжат во болница. Лекарите додаваат дека треба да се внимава од убоди од комарци, бидејќи нивниот убод може да предизвика алергија. Закаснување од пчели, оси и стршели потребно е да се стави ладна облага, а да се внимава и на каснувањето од пајаци, крлежи, змии, скорпии и медузи. Во организација на Клубот на млади при Црвен крст Кочани на 25 јули со почеток од 19:30 во Центарот за култура Бели Мугри ќе се одржи проекција на филмот Аквамен. Картите се веќе пуштени во продажба по цена од 50 денари и истите можат да се набават во просториите на Црвениот крст Кочани, како и пред почетокот на филмот на влезот во Центарот за култура.
Организацијата на потрошувачи Кочани ја информира јавноста дека продолжува со проектот за фер однос кон потрошувачите "Соработуваме заедно". Целта на проектот е да се воспостави фер односи со потрошувачите во источнопланскиот регион, како и да се воспостават долготрајни односи на соработка меѓу граѓанскиот и деловниот сектор. Продолжува проектот за фер однос кон потрошувачите "Соработуваме заедно", во кој што е вклучена и Организацијата на потрошувачи Кочани. Истиот беше промовиран пред јавноста во мај, а целта на проектот е да се воспостави фер односи со потрошувачите во источнопланскиот регион, кои што заземаат централно место во маркетинг стратегијата, обстанокот, конкурентноста и развојот на компаниите. Сертифицирање на компаниите кои имаат фер односи со потрошувачот, да се подигне свеста за задоволување и интересите на потрошувачите и да се унапреди односот на компаниите со клиентите. Фирмите кои што ги исполнуваат критериумите поврзани со фер практики кон потрошувачите и животната средина, ќе имаат можност да се стекнат со сертификатот Фер со потрошувачот, сертификат кој што носи придобивки за претпријатијата. Во рамки на проектот предвидени се активности за промовирање на компаниите кои што ќе го добијат овој сертификат, за да можат потрошувачите да бидат запознаени кои се тие компании, да би можеле безгрижно да купуваат производи. Преку проектот финансиран од Европската Унија, 30 компании овој сертификат ќе го добијат бесплатно, а во иднина другите заинтересирани компании ќе треба да издвојат одредени средства за да се стекнат со ваквиот сертификат. Инаку, според информациите од Организацијата на потрошувачи, во Кочани постои солиден интерес од страна на компаниите да се стекнат со сертификатот. Следува информацијата од спортот. Во Зрновци почнаа традиционалните спортски игри по повод празникот Илинден. Од пред 2 дена почна турнирот во мал фудбал на кој учествуваат екипи од регионот. Вкупно 13 екипи од општините од регионот учествуваат на турнирот во мал фудбал што во средата започна во Зрновци во рамки на спортските игри што годинава се одржуваат по 6 пат. Тие се дел од одбележувањето на празникот Илинден, кој што традиционално со децении се слави во општината. Организатор на турнирот е локалната самоуправа, која од општинскиот буџет ги покрива трошоците за одржување на надпреварите. Вообичаено, општина Зрновци доделува награди, а екипата која ќе освои првото место ќе добие 15.000 денари. За второпласираната следува награда од 10.000, додека за третопласираната од 5.000 денари. Исто така, на крајот на турнирот ќе бидат доделени и награди за најдобриот голман и најдобриот играч. Екипите се поделени во 2 групи, а надпреварите се играат на спортското игралиште кај градинката во Зрновци. Финалниот надпревар е закажан за 30 јули. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.